Почитувани, додека јавно зборува за ниски примања, сиромаштија и потреба од повисоки плати за работниците, председателот на УПОС Трпе Дејановски организирал 4-дневни спортски игри во луксузен туристички комплекс во Чањ, Црна Гора, трошејќи повеќе од 60.000 евра од синдикалните членарини. Наместо наставно да се организира во некој од домашните туристички центри, Дејановски одлучил парите на членовите на синдикатот да завршат во странство, во атрактивна туристичка дестинација на Јадранот. Со години, синдикалните представници се представуваат како заштитници на работниците и гласни критичари на економската состојба во државата. Но за таа реторика, раководството на УПОС, предводено од Дејановски, очигледно немало проблем да троши огромни суми за луксус, патувања и спортски настани надвор од Македонија. Особено загрижува фактот што станува збор за средства обезбедени од членарините на синдикалците, луѓе кои секој месец издвојуваат дел од својата плата со очекување тие пари да служат за заштита на нивните права, а не за раскошни патувања и туристички аранжмани. Ова е уште еден доказ за двојните стандарди на дел од синдикалното раководство на ССМ. Едно зборуваат пред јавноста, а сосема поинаку се однесуваат кога располагаат со парите на своите членови.